Почтувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Алармот за дискриминација на 11-годишната Амбла Адеми ги разбуди институциите. Девојчето од денес повторно на часови со соучениците. Со физичко присуство да учат само децата од прво до трето оделение. Нема ниту доволно тестирања заради недостиг на реагенси, вели Давидовскиот центар за јавно здравје. Лина Ѓорчевска забележа уште една победа од 2:0 на турнирот во Шпанија. Девојчето со Даунов синдром од Гостивар од денес повторно ќе биде на часовите заедно со нејзините соученици. Алармот за дискриминацијата на 11-годишната Амбла Адеми ги разбуди институциите. Веста за дискриминација на Амбла Адеми од Гостивар, девојче со Даунов синдром, најде на остра осуда од јавноста. Реакцијата на нејзиниот татко Илир дека таа менувала оделенија или учела сама во посебна училница во основното училиште Единство, поради петиција на родителите на другите ученици, ги алармираше и институциите. Па така денес беше инициран состанок од општината за да се изнајде решение, но на него немаше представник од родителите кои се жалеле дека девојчето наводно е агресивно и пречело во наставата. Амбла од денес повторно ќе биде заедно со нејзините соученици, но Илир порачува дека процесот на инклузија треба да се примени и во практика. Апелот е дека сите имаме деца. И јас, како што го имам моето дете, и се борам за моето дете, како тие што се борат за нивните деца. И не може да ми ускратат мене мое право да не се борам за моето дете. Бидејќи и Министерството за образование има концепција за инклузивност. И добро е да се реализира веќе тоа. Не е само да се декларира, туку во практика да се направи. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека мора да се сензибилизира општеството за овие деца да не се чувствуваат различни. Алармот е добро и за целото општество. Сигурно ова не е единствен случај, сигурно постои некаде друго каде што не се кажува, нема некој и како смелост да го каже, меѓутоа убаво да се сензибилизира општеството и да бидеме ус овие деца и да им помогнеме да се осеќаат како сите други деца. И впрочем, тие се и како сите други деца. Веста дека Амбла се враќа меѓу соучениците ја објави на социјалните мрежи министерот за образование Јетон Шакири. Тој напиша дека посакува ваквите ситуации да не се повторуваат и дека мора да продолжиме да даваме придонес кон подигнувањето на свеста за децата со попреченост и дека тие заслужуваат еднаков пристап до квалитетно образование како и сите други. Според Хелснишкиот комитет, проблемот е во возрастните полни со предрасуди, а не во малата Амбла. Оттаму во писмено соопштение информираа дека подготвуваат преставки и дописи до повеќе институции, со кои се бара разрешување на директорот на училиштето, ресорното министерство и државниот просветен инспекторат да извршат надзор, а Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која веќе најави постапување по службена должност, повратно да информира за сите нови сознанија. Случајот ќе го испитува и народниот правобранител, според кого недозволиво е овие ученици да бидат жртва на неподготвеноста на поединци да ги прифатат различностите и на истите да им биде отежнат пристапот до образовниот процес, кој со устав и со закон им е гарантиран на сите подеднакво. Народниот правобранител ги охрабрува родителите да не молчат за вакви случаи. Радко Давидовскиот центарот за јавно здравје Тетово вели дека со физичко присуство треба да учат само децата од прво до трето оделение, бидејќи епидемијата е, како што вели тој, константен бран со различни пикови. Со почетокот на учебната година ситуацијата станува уште покомплексна. Додава и дека не се вршат доволен број на тестирања заради недостаток на реагенси. Од прво до трето оделение би требало децата да присуствуваат на физичко со придржување на тие протоколи како што треба. Дури сега со омикронот треба и дупло. Опасноста е голема по просветните работници. Не е толку. Гледаме дека децата поминуваат со лесна клиничка слика. Умерено, лесна, средна,
Не сме виделе уште со тешка клиничка слика, меѓутоа навистина се плашам кај повозрасните наставниците што ќе се случи. Ни се надевавме дека некаде до почеток на 15 февруари ова би го нарекол овој пик на еден константен бран. Не се сложувам дека имаме прв, втор, трет, четврти, ова е константен бран со различни пикови. Меѓутоа, сега со почеток на школската година навистина ќе биде сложено. Се намалува бројката во смисол на не се вршат доволен број на тестирање затоа што има недостаток на реагенси за вршење на тестови, па се снаоѓа кој како знае. Направите една обична анкета, одите по апотеките и прашајте колку антигенски тестови брзи се купуваат и се јасно ќе ви стане. Значи, бројот на антигенски тестови е огромен. Народот се тестира дома и се лечи за жал преку интернет. Министерот за здравство Беким Сали оствари средба со поглаварите на верските заедници во земјава, по која заедно упатија апел до граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Значи, денеска е само целта на овој состанок е давање позитивна порака до сите граѓани да се вакцинираат, како што дадовме во петокот порака до граѓаните дека вакцината е сигурна и безбедна, заедно со ректорот Јанкуловски и професор Грозданова. Денес, заедно со верските лидери, сакаме да дадеме порака дека и верските лидери стојат зад ставот дека вакцинацијата е единствен начин за заштита на населението. Заедно со поглаварите на верските заедници се приклучуваме на вашиот апел, упатен до нашите граѓани, верници, членови на нашите цркви и верски заедници, да се придржуваат на мерките што институциите задолжени за грижата на здравието ги упатуваат веќе втора година. Македонската православна црква, односно Светиот архиерејски синод, преку своји соопштенија повеќе пати во текот на изминативе 2 години, како и во посланијата наменети за поголемите празници на црквата, апелираше до верниот народ да се придржуваат на она што задолжените институции почесто и редовно апелира на таа тема. Зашто и овој пат ќе речам, подобро е нешто да го спречиме, отколку потоа да го лечиме. Од почетокот се реализирани сите можни организации во џамиите, во верските објекти и друго, секогаш во секој момент апелиравме луѓето да се држат до сите мерки што ги донесовме како исламска верска заедница во рамките на Министерството за здравство. Председателот Стево Пендаровски вчера го посети Тетовски Колтук и се сретна со Мартин Малетиќ, младото момче кој го спаси својот сосед од пожарот кој изби на 28 јануари. Председателот Стево Пендаровски беше во тетовската населба Колтук, каде што разговараше со Мартин Малетиќ, 25 годишникот, кој успеа да го спаси од пожар неговиот 50 годишен сосед. Пожарот се случи на 28 јануари во куќата на 50 годишникот, кој пожарникарите го ставија под контрола. На својата Facebook страница, председателот по посетата напиша: "Подготвеноста да се ризикува својот живот за другите е карактеристика на хероите. Чест ми е што го запознав младиот херој Мартин Малетиќ, кој во неодамнешниот пожар во тетовската населба Колтук му го спаси животот на својот сосед. Неговата храброст и пожртвуваност заслужуваат огромно признание и восхит", порача Пендаровски. Мартин за телевизија Киси Менада раскажа за својот херојски подвиг. Јас бев дома и дојдоа, викна комшиите, бара маска од мене и кога слушнав јас тоа, веднаш излегов надвор, имаше веќе беше избувнат пожарот, комшијата беше тука на балконот, излезен, ми викавме по него да скокне, тој не сакаше, влезе во собата, почекав јас 5 секунди, видов дека го нема и влегов јас во тој момент, не размислував, реков или двајцата ќе излеземе или ни еден, го видов како лазеше од собата излегувајќи надвор, јас
Го извадив, гореше, он имаше некои алишта тука, го изгаснав јас него со алиштата и го извадив тука надвор и толку беше. Во рок од 30-40 секунди све се случи. Младиот Мартин во петокот околу 19 часот, во моментот кога видел дека огнот се разгорува, а неговиот сосед е се уште во куќата, тргнал да го спасува. Иако мајка му го одвраќала од намерата, тој продолжил порачувајќи дека или двајцата ќе излезат или никој. Председателот на владата Димитар Ковачевски оствари средба со генералниот секретар на НАТО во Брисел. Алијансата ја цени посветеноста на Северна Македонија како најмлада членка во НАТО, истакна тој. Тема на разговорот била и ситуацијата со Русија и Украина. Мина речиси 2 години од кога Северна Македонија се приклучи кон НАТО и вие докажавте дека сте навистина битен сојузник. Стабилноста на Западен Балкан е од голема важност за НАТО. Ги поздравувам напорите на Северна Македонија да промовира безбедност, стабилност и напредок во регионот. Ова ги вклучува и вашите придоноси кон клучните мировни мисии на НАТО во Косово. Откако Северна Македонија се приклучи кон НАТО, Алијансата ја гарантира вашата безбедност. Сега сте дел од политиката за воздухопловен систем на НАТО, како и за сочувувањето на безбедноста на вашите неба, тоа е прикажување на солидарноста на НАТО. Ние се браниме меѓу себе. Членството во НАТО може би е исполнување на нашата стратешка цел и навистина ми е чест што денес сум тука во седиштето на НАТО. Да се биде дел од НАТО значи безбедност, просперитет и сигурност за мојата земја и за македонскиот народ. Политиката на отворена врата и овозможи на Северна Македонија да ја постигне својата огромна цел и безбедносен успех за нас и за НАТО, со тоа што стана 30-та земја членка. Ова достигнување е доказ за нашиот слободен и суверен избор, како и гаранција за нашата национална и регионална стабилност и безбедност на Западен Балкан. Денес сме горди што сме меѓу најбрзите сојузници кои ја завршиле војната интеграција во НАТО, особено затоа што остануваме посветени на учеството во операциите и мисиите на НАТО. Со генералниот секретар Столтенберг разговаравме за ситуацијата и околу Украина, што представува закана и за европската и за меѓународната безбедност. Како сојузник на НАТО, ние се приклучуваме кон апелите до Русија да деескалира и да продолжи дипломатскиот диалог. Го поддржуваме предлогот на НАТО за тематски состаноци со Русија во врска со состојбата на односите, европската безбедност со фокус на Украина и транспарентноста, намалување на ризикот и контрола на оружјето. Целосно го поддржуваме суверенитетот на Украина и нејзиниот територијален интегритет во меѓународно признаените граници. Два случаи на измама пријавени во СВР Тетово. Во сообраќајна незгода во Гостивар повредено едно лице пешак. Следуваат деталите. 37 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека во неговата менувачница на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил измамен од едно машко лице. Според пријавеното, лицето побарало да купи поголема сума девизи, пошто тој му ги подготвил и ставил во чантата, а лицето излегло од менувачницата за да донесе денари. Исто така според пријавеното набргу потоа, тој утврдил дека бил измамен и дека во чантата која лицето ја оставило не се наоѓале девизите, туку парчиња хартија, која лицето успеало да ги замени при негово невнимание. Се расчистува и документира случајот. Вчера 31 годишен жител на Гостиварско село во СВР Тетово пријавил дека бил измамен од 58 годишникот Гостивар. Според пријавеното, пред извесно време се договорил од него да купи сладкарска опрема, а потоа му е дал договорената сума, но до пријавувањето опремата се уште не ја добил, ниту пак лицето му се јавувало повеќе. Се расчистува и документира и овој случај. 64 годишникот Гостиварско Врапчиште вчера во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден на Гостиварскиот голем пазар физички бил нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 48 годишен тетовец вчера на улица Линденска во Тетово е приведен со судска наредба за издржување на затворска казна, пошто бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово.
Вчера во 17 часот и 15 минути во СВР Тетово е пријавено дека на улица Илинденска во Гостивар патничко моторно возило Рено со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 54 годишникот Гостиварско Равен, удрило во 48 годишна гостиварка пешак и нанело тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде била пренесена за укажување лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!